Егејците ќе влезеле во уставот, полето за културен надпревар меѓу народите на Делчев стана напредок. Вакви пораки ни доаѓаат ни помалку ни повеќе од владините функционери, кои очигледно понекогаш бегале од часовите по историја или барем некои лекции не ги научиле. Од примерот на Ковачевски по се изгледа учат и неговите министри и заменици министри, предходно за труд и социјала Тренчевска, а најново и заменичката за правда Мадиќ. Втората подоцна се правдаше дека во интервјуто каде кажа дека егејците ќе влезат во уставот, кажала лапсус, мислејќи на евреите. Кога ќе го видат предлогот и кога ќе видат дека ништо не станува лошо или ништо нема да биде на Република Северна Македонија, кога во преамбулата влезат и другите народи кои што поднеле барање, пошто не правиме муабет само за бугарите, правиме и за црногорци, хрвати, египчани, егејците, за многу други кои што сите оние ќе поднесат барање. Ковачевски пак ја утна најпознатата мисла на Гоце Делчев, од него препише и Тренчевска, ама и владата. Идеалите на Гоце кој пред повеќе од еден век го разбрал светот како поле за културен напредок меѓу народите. Овие грешни пораки се само копија од таквите грешки во февруари на денот на раѓањето на Делчев и тогаш над преварот беше напредок, а неговата СДСМ гробот на Делчев го нарече спомен плоча и споменик. Идеалите на безвременскиот визионер Гоце Делчев кој пред повеќе од еден век го разбрал светот како поле за културен напредок меѓу народите. Представници од СДСМ оддадоа почит пред спомен куќата на великанот Гоце Делчев по повод 151 година од неговото раѓање. Покрај представниците во централната власт и пратениците на СДСМ се склони на киксови, па така Пелагонија стана полог. Денеска во Прилеп, гледате, целиот полог слави. Според професорката Наташа Котлар-Трајкова, ова покажува дека во Македонија на водечки позиции се луѓе кои не смеат да се таму. Според нејзе, вакви лапсуси се недозволиви. Ние во моментов си имаме работа кои што се луѓе на такви позиции кои што се прво неуки, неспособни. Бра. Може би и дипломите им се од чуден карактер, може да ги купиле, бидејќи човек што вложил труд има и знаење. За зборовите искажани пред камера, функционерите се правдаат дека се лапсуси, за грешките на Facebook пак се користи опцијата пиши бриши за промена на објавата, но сепак Facebook дава да ја гледаме историјата на промените, па грешките така остануваат за секогаш забележани.